Минативе денови, период на празнување, кога на софрата има се од нездрава храна, која што не е омилена, да бидеме реални, ниту еден празник не поминува без кифлички, без руска, без сарми, и сето тоа е во ред доколку се знае количината, но многу често забораваме на неа. Колку треба веднаш да се промени начинот на исхрана по завршувањето на празниците. Тема на која што разговараме со Татјана Павлова. Добро утро и добри дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Прв пат во оваа година, да, среќни празници. Да си посакаме мир, благосостојба, здравје и така натаму. И да зборуваме на убави теми, да го подигнуваме, да ја подигнуваме свеста за неопходноста од внимавање на здравјето и грижата за себе. Тања, сгрешив кога кажав ништо не може да влијае толку на здравјето колку што она што можеме ние да се го направиме. Така, не случајно нашиот народ рекол човекот си е сам на себе непријател, така да. Дали овие денови се доволна причина за да ја отвориме темата дали треба да ја промениме исхраната по празниците? И тоа како? Да, благодарение на вас, нели? Значајноста на темата и храната за време на празниците мора да ја истакнеме и мора да говориме токму овој период за неа. И како да го направиме тоа без да му направиме драстичен шок на организмот од сето она што сме го внесувале изминативе денови? Па доколку малку сме претерале со внес на високо процесирана храна, богата со трансмасти и шеќери, ние веќе сме му направиле шок на организмот. Така да секоја промена, бидејќи нашето тело едноставно во однос на храната, сака, би рекла, некои константни работи. Сака редовни оброци, не сака промени, било да се ставиме на некој друг начин на исхрана, било да внесеме малку покалорична храна или да прегладнеме, ние веќе сме направиле шок на организмот. Па доколку за време на празниците, иако празниците се уште траат во кај нас, нели се уште ни следуваат убави празници и слави и така натаму, цел јануари нас ни е во знакот на празниците, ајде малку да се вратиме насот. Јас би рекла, убаво е, нели, дружбите со пријателите, со роднините, одморот, значи тука ја би ја рекла физичката неактивност, нас ни даде причина едноставно да се малку опуштим. Јас би рекла сега, ајде полека да се вратиме насот. Ова се денови во кои практично не се станува од маса. Да. Нема оброци појадок, ручек, вечера, него тоа е континуитет со фамилијата на софра, што е убава традиција од една страна, но од друга треба да сме свесни дека сето тоа остава некакви зацкриени последици доколку не менуваме нешто. Исто така, сакам да ме коригирате ако сгрешам, дека во овие денови токму поради таквиот начин на однесување се чувствуваме многу поуморни, многу повеќе ни е потребен одмор. Така, значи доколку се чувствуваме поуморни, доколку имаме епизоди на главоболка, подуеност, стомачни тегоби, после тоа доколку се соочуваме со потеченост поради поголемата количина на сол која што ја внесуваме преку оваа храна и во одредени ситуации со покачен крвен притисок, да не се чудим. Значи веќе сме дошле на прагот кога треба нешто да превземеме. И како треба да изгледа секојдневната исхрана овие денови? Овие денови најпрво да се вообручим. Значи да се вратиме во оној стадиум кога знаеме што ни е појадок и кога го зимаме, што е ручек, што е вечера. И секако сите тие три оброци да бидат избалансирани. Не можеме да јадеме руска салата и за доручек, и за ручек, и за вечер. Навистина правиме оптеретување на организмот, навистина непотребно ги активираме органите, особено црниот дроб, што постојано велам дека е фабрика, каде што све се преработува. Не смееме да го оптеретуваме во текот на ноќта, он да вари и преработува тешка храна. Он има друга задача, што ќе ја спомнеме малку покасно. И деновиве една од најчестите информации кои што се бараат на интернет порталите е како да се вратиме во нормална форма, брзи рецепти за детоксикација. И тука можете да најдете најразлични наслови. Рецепт за детоксикација мокина за 3 дена, за една недела 9 килограми помалку, вратете ја килажата од пред празниците за инстант период. Треба да внимаваме на овие наслови и треба да внимаваме што се содржат тие детокс програми. Ајде прво да објасниме што е детокс. Да, ајде. Па јас би кажала дека ова што го спомнавте, на детокс сум 3 дена, постам 10 дена, 5 дена пијам одреден сок. Ништо од тоа не е детокс.
Значи, прво да решиме таа дилема. Ништо од тоа не е детокс. Што е детокс? Што е детокс? За да на нашиот организам му треба детоксикација, ние мора првично да ја пореметиме рамнотежата во нашите црева. Односно да го доведеме организмот во интоксикација. Интоксикација што значи? Значи, епизодите на прејадување, на трупање храна беспотребно. Зборувам конкретно за празниците. После тоа, значи, таа храна останува непреработена. Таа храна во нашиот организам ферментира и буквално таа храна е предмет на напад на патогени микроорганизми, на бактерии, вируси и одредени габи. И што правиме? Значи го ослабнуваме организмот, односно сме го довеле во процес на интоксикација. Сите овие патогени што ги спомнав сакаат едноставно, како да ја кажам, валкана средина за живење. Ние што треба со детоксикацијата да направиме? Да си ја вратиме нормалната рамнотежа во цревата. Односно да им направиме неповолна средина на овие микроби со цел да не можат да опстајат во нашиот организам и да не ни предизвикуваат останати потешки промени, односно да не доведат и до одредени болести, така натаму. Не случајно и овој период сме многу поподложни на вирусни и бактериски инфекции. Еве, сведоци сме што се случува по амбулантите и така натаму. Не случајно велиме дека све доаѓа од чинијата. И вообичаено кога завршуваат празниците се прави еден рез и се почнува одново со здрав начин на живот кој што ќе не врати во форма, но и тука треба да бидеме многу внимателни, бидејќи тоа е своевиден шок на организмот. Да. Значи, како што спомнав преска, макар мали промени никогаш да направиме, представуваат шок на организмот. Но да се вратиме на детоксикацијата. Ајде малку да решиме кои се заблуди или невистини во однос на детоксикацијата, а што всушност е правилната детоксикација. Па многу често ќе слушнеме, како што напоменавте, дека детоксикацијата се врши со сокови. Апсолутна невистина. Ќе слушнеме дека за време на детоксикација треба да се пијат чаеви за обстипација или за запек. Апсолутна невистина. Избегнувајте ги шекерите? Избегнувајте ги воопшто не шекери. Не избегнување не шекери, значи воопшто не шекери. Значи ќе речеме покачен холестерол мора детоксикација. Не мора детоксикација. Значи холестеролот со детоксикацијата нема поврзаност. Да се разбереме, холестеролот настанува од една причина, додека детоксикацијата настанува од друга причина. Јас овдека би рекла дека треба да контролираме две работи кога сме во процес на детоксикација. Шекери и масти. Зашто? Затоа што преска не случајно го спомнав црниот дроб кој што е фабрика, кој што сите овие работи ги преработува. Со натрупувањето на храната и со создавањето на неповолна средина, ние буквално сме го блокирале црниот дроб, да не може да функционира. Што треба сега да направиме? Значи, најчесто оптеретување на црниот дроб представува повисокото ниво на инсулин. Како ние инсулинот го качуваме? Со храна богата со јаглени хидрати. Значи, не само сладките кои што сме ги консумирале овој период. Постојат и многу видови на зеленчук кои што имаат висок гликемиски индекс. Ке го спомнам компирот тука. Значи, во руската салата колку ни е тој содржан. После тоа ќе ги спомнам трансмастите. Затоа велам, овој период контрола на шекери и контрола на масти. Буквално, во овој период треба мастите на минимум да ги тргнеме. Што значи тоа? Да немаме јаткасти плодови, ќе почнам од нив, или да го ограничиме нивниот днес, без авокадо, без маслиново, без кокосово, значи да готвиме без масло. Како? Не велам месото да се тргне, меѓутоа, ајде да се вратиме на оние традиционални начини на готвење, динстано месо со зеленчук. Значи, тоа е нешто прекрасно за организмот. Да може самото месо при процесот на динстање да си ги искористи собствените масти. Вода? Вода, да. Вода. Сега ќе се вратам за вистините што се во однос на детоксикацијата. Не случајно слушаме, ова треба да го практикуваме во текот на цела година, не само во процес на детоксикација. Велиме, наутро, ајде да се напиеме млака вода пола литро. Така. Секоја чест на тој што успел. Сакам накратко само да објаснам зошто е таа вода битна. Од 1 до 3 часот
нашиот црн дроб што прави? Го чисти организмот и се што чисти префрла во жолчката, за да може и таа убаво да функционира во текот на денот. Доколку ние сме дале храна, потешка храна, ние сме го оптеретиле, значи црниот дроб, затоа велам, не може да го врши тој процес на чистење, односно ние преработува храната. Водата, која што е слободна во нашиот организам, црниот дроб буквално за тој процес ја користи. И ние од сабајле може се случува да станеме испотени, да станеме дехидрирани и се што потрошил црниот дроб во преработка во текот на ноќта, ние мораме да го вратиме. Нека не е половина литар вода, нека биде една чаша, нека да почнеме со едно филџанче. Значи, малку да, како тренинг да биде тоа. Малку по малку и секој ден потребата за вода ќе ни се зголеми. Што би спомнала тука? Протеинските диети. Добра. Ајде, значи, рачунете, од сабајле јајца, попладне месо, па некој протеин ќе земеме. Да, ние нивото на инсулин тука го контролираме. Меѓутоа, не ја дигестираме повторно таа храна. Повторно таа храна ќе трули во нашиот организам и повторно ќе биде предмет на Морам да ве прашам уште за вежбачите. Ја споминавме храната и како треба таа да се менува во деновите кои што следуваат. Што е со оние кои што направија пауза од вежбање, да речеме, од 1 месец за време траењето на празниците? Треба ли веднаш да се продолжи со истото физичко темпо? Не, постепено. Значи, веќе сме излегли од навик. Да. Заради тоа јас тука препорачувам постепено. Би начнала една интересна, не интересна, него значајна тема кога станува збор за детоксикација. Ние не секогаш се детоксицираме од храната. Ајде да зборуваме малце за актуелната тема, ова може би и е поширока тема и не е баш така наивна, што може би треба да ја наметнете во некој од наредните емисии. Интоксикација од тешки метали. Тоа поактуелно здравје во моментот. Значи, ние едноставно, нашиот организам не сме свесни колку тешки метали едноставно си одгледува, ќе кажам, во нашиот организам. Како да го исчистиме? Многу интересно. Значи, постојат неколку алотки, меѓутоа би ги спомнала сега прво. Живот, на секаде има, дури и преку храна ја внесувам. Олово, за жал, со загадувањето преполни сме со олово. Па никел, па кадмиум и така натаму. Сега, за жал, ние сме поднебје каде што најголемите чистачи на тешки метали не можеме преку храна да ги внесеме. А тоа се алгите. Алгите се најголемите чистачи, буквално ги вадат тешките метали на површина. Можеме преку суплементи? Можеме преку суплементи. Еве спирулината, ќе ја спомнем, она не е најпознат суплемент кој што се корисна во период на акутно аерозагадување? Да. Втор чистач, зеолит глина. Зеолитот како суплемент исто така може да се најде. Една аминокиселина која што сме ја подзаборавиле, ама е многу значена на организмот, е глутамин. Глутаминот исто така како суплемент се внесува. Боровинки, најголемите чистачи на тешките метали од нашиот организам. Па зашто да не во она смуди денеска што го правиме или некоја овесна каша, зашто да не додадеме една рака, да кажам, смрзнати боровинки. И да не го заборавиме, а многу често, особено кога е во свежа форма, го избегнуваме, моќниот коријандар. Коријандар буквално препорачувам да се зима и како зачин, идеален е во комбинациите за приготвување на месо, па дури и во свежа форма да се користи, иако има малку јак мирис. Две теми во едно за 15 минути, но се актуелни. Тања, благодарам за советите за нашите гледачи. Сигурно сум дека ќе најдат примена во одредени домакинства. Ние секако ќе се гледаме во оваа година. Имаме многу теми кои сакаме да ги обработиме. Благодарам. Благодарам и на вас. Си најубаво се надевам на вистина дека им доближив некако на гледачите и секогаш добре дојдено. Благодарам.